Почитувани, пред некој ден започна Илинденската коњаница, Илинденски коњанички марш од повеќе места во Македонија, кој ќе трае неколку дена, а во чест на сите храбри македонски јунаци, жртви од цела Македонија во времето на Илинденското востание за слобода на Македонија. Сите коњаници, како и сите години претходно, така и оваа година ќе се сретнат во славното Крушево и Мечкин камен за да учествуваат на прославата на еден од најсветлите денови од македонската историја, 2 август, денот на Илинденското востание, денот на Републиката. Битолската коњаница галоп во чест на сите жртви од градот Битола и околината, но и од цела Македонија во време на Илинденското востание за слобода на Македонија, оваа година по 4-ти пат го води својот Илинденски марш, патот на илинденците. За таа цел, почитувани слушатели, Facebook пријателки и пријатели, ќе поразговараме со председателот, односно со организаторот на Битолската коњаница, господинот Ѓорѓи Ѓоко Стојчевски, кого во овие моменти ќе се обидеме да го внесеме во студиото на Македонски корени. Се надевам дека не слуша. Господине Стојчевски, добро јутро и добре ни дојдовте на Македонски корени. Добар ден, добро ве најдовме и вас. Добро ви утро и од мене, господине Стојчевски. Ви благодариме што и оваа година не удостоивте нас и нашите гледачи, но и слушателите на Македонски корени со вашето учество во емисијава, се со цел да го одбележиме овој убав чин, а истовремено ги потсетиме нашите ценети слушатели и гледачи на она што значи традиција, култура и љубов кон татковината. Како што веќе Јон напомена, оваа година по 4-ти пат се одржува Илинденската коњаница. Кажете ни кога тргнавте, од каде и кои се места до овој момент ги поминавте и секако каде сте сега во овој момент додека не чекавте? Ви благодариме што сте наши предавачи на нашиот коњанички марш и што можеме да го споделиме со сите наши пријатели и со сите наши роднини за да не пратат и да не следат каде сме, на кои места сме и како го доживуваме сето тоа. Нашиот коњанички марш започна од манастирот Свети Архангел Гаврил, каде што добивме благослов од нашиот македонски архиепископ господин Петар, и потоа низ Широксука, каде што бевме чудо невидени од колку гости имаше таа, колку народ не пречека. Па можам да кажеме на бројка околу 2000 луѓе беа седнати по кафичите на Широксока, секако дека се знае тоа за битолчани. Кафе ако не се напиеш на Широксокак, не си бил на Широксокак. Така да јас сум пресреќен што можеме да покажеме барем мал дел од она што го правиме, што ја негуваме традицијата и културата и историјата, иако е многу големо нешто за нашиот македонски народ. Потоа продолживме низ булеварот и во селото Цапари, каде што има загинато 93 илинденци или се насе со се народно-ослободителната борба, има 126 загинати и таму имавме голем настан со игрорна група Плетенка, детски хор Званчина, доделување на благодарници и секако се разбира група Милениум од Битола, каде што направи прекрасна забава со сите се разиграа, се развртија оро, па скоро и немаше луѓе на маса што седеа. И сега патот го продолжуваме за Гопеш. Каде сте сега во овој момент? Сега во овој момент сме пред селото Гопеш, во овие прекрасни убавени, шумски убавени на Битолскиот регион. Так. А како поминавте до сега? Дали е се во ред со коњаниците, а се разбира и со коњите? Каков е впечатокот каде што застанувате и какво е досегашното чувство на патот, но и со средбата со мештаните каде што поминувате и застанувате? И која ви е рутата за следните 3 дена, односно заклучно со вторник? Се слушаме? Да.
Не знам дали ме слушате. А, да, извинете за малиот прекин. Сега прекрасно поминавме, се е во ред со нашите дечки, со кончињата, со животните, се е во ред. Јас морам да пофалам нашата Андреја, која собра храброст да учествува на овој конјанички марш. Да, Андреја. И тоа е единствено девојче во нашата екипа, али се снаоѓа поќе и од машки. Така. Да, турата потоа продолжува утре продолжуваме за Цапари. Тоа е за Смилево. Другиот ден требаше да продолжуваме во село Велмевци преку Илинска планина, каде што се слушнавме лани, но за жал разбравме дека тој предел таму има голем пожар и мораме да смениме рутата, да направиме нешто, заради што сепак заради наша безбедност и безбедност на животните не сакаме да ризикуваме. Ке сакате ли да ни кажете и за патеката по која ќе се движите во среда и четврток и кога пристигнувате во Крушево? Да, среда и четврток, после селото Велмевци и селото Брезово и селото Сопотница. Во Брезово исто така има и линденци каде што загинале. Таму положуваме цвеќе, исто така и во Велмевци на гробот на Јордан и Пиперката, во Смилево на гробот на Даме Груев. Во селото Сопотница преспиваме во прекрасниот манастир Свети Атанас и другиот ден после селото Сопотница продолжуваме за Крушево. Тоест на 31 ние се качуваме во Крушево и се спојуваме со останатите конјаници, Копската конјаница која тргнува од Лисиче, Кичевската конјаница, Бигорската конјаница, се спојуваме сите и влегуваме во градот Крушево. Ќе сакате ли да ни го опишете представот во Крушево? Мислам на активностите, но и моментот кога ќе се сретнете со сите други конјаници, се разбира, врз искуството од минатите години. Па, да, тоа не може да се опиши со зборови, тоа треба да се доживее. Пред се надевам дека годинава ќе има многу поголем број посетители на градот Крушево и дека ќе биде многу поголема атмосферата кога поминавме на низ широк сокак. Самите се ежевме од тоа како не прифаќаат луѓето, се надевам дека и во Крушево ќе биде истото. После спојувањето на конјаниците, дефиле имаме низ градот Крушево и се качуваме на гумење, каде што сите си го знаеме своето место после тоа и си се наместуваме таму. Потоа вечерта имаме слободни активности или дружење, јас ќе наречам дружење со крушевчани и со сите други останати конјаници. На први имаме организиран дефиле од страна на 10 дена Крушевска република и на тоа дефиле исто така е низ градот Крушево, низ улиците на Крушево, со посетителите и положување на цвеќе на нашите великани, кои за жал еден од нив е и нашиот Тоше Проевски, кој прерано го загубивме и е наша икона. Потоа на Мечкин камен положуваме цвеќе, уствари во Македониумот, на гробот на Никола Карев положуваме цвеќе и на потоа положуваме цвеќе на втори во Мечкин камен. Така, каква беше заинтересираноста на учесниците за разлика од минатата година? Дали се зголеми бројот на конјаници? Дали остана ист или се намали? И секако честитки за конјаничката учесничка годинава. И околу спонзорството, ако го имавте секако. Да. Па, јас со задоволство ќе кажам дека бројот на конјаниците се поќе се зголемува. Имавме и дури случаи каде што и од Цапари не сакаја да ни се приклучат за да продолжат по патот, али пошто бројката е пополнета, поради, како ќе кажам, средствата се ограничени, нажалост,
не можевме да ги прифатиме нештата за да се приклучат луѓето. До година Господ здравје, ќе се надевам и до 30 број годинава имаме 22 јавачи кои ќе учествуваат од нашата конјаница во Крушево. Со спонзорствата годинава беше многу тешка работа заради тоа што самите луѓе, самите фирми се наоѓаат во тешка ситуација, дали после изборното нешто или после короната. Сепак ние имаме наши луѓе, наши поддржувачи кои не поддржија. Нажалост, институциите се уште се прават глуви за нештото. Да го поддржат, да поддржат македонштината, негувањето на културата, традицијата и историјата. Се надеваме дека до година ќе биде подобро, бидејќи има друга веќе политичка партија на власт, Да. а оваа година исто така новата политичка партија ќе ја подготвува припремата и прославата на Мечкин камен. Што очекувате? Да. Каква прослава очекувате за разлика од минатата година кога ми се чини дека некој од кандидатите не му беше дозволено да се приближат до војводата Зечевич? Вака се, значи јас годинава, тоест ние годинава очекуваме многу повеќе народ да присуствува на Мечкин камен, многу повеќе народ да има, да нема со македонски други знамиња кои се носеа таму и беа качени со автобуси, за да има присуство на народот. Годинава луѓето ќе го ценат нештото, го гледат нештото дека се прави за развивање на македонизмот и прославата на Мечкин камен се надеваме дека ќе биде преубо организирана, пошто сепак друга партија е на власта. Друго, не знам што да кажам, за разлика од другите години претходно, кога имаше години каде што и не бевме пуштени да учествуваме, ние од наше задоволство и од тоа што 200 километри некои конјаници ги поминуваат за да стигнат до Крушево и да положат цвеќе на Мечкин камен, си се организиравме сами и сами положивме цвеќе. Годинава се надевам дека ќе бидеме пречекани прекрасно на Мечкин камен. И ние се надеваме. Господине Стојчевски, имате ли некоја порака која што сакате да ја испратите до оние кои не гледаат и слушаат во моментов, но и за оние кои покасно ќе не гледаат и слушаат? Имаме една голема порака. Нашето мото на конјаницата е да се чуваме, да се пазиме и да се здружиме заедно, да бидеме, затоа што заедно можеме многу повеќе. Сите да ни бидат здрави и живи и многу среќни и весели. Дали некој друг од конјаницата сака да испрати некоја порака или да каже нешто што ние пропуштивме да прашаме за оваа кратко време? Па сега ќе ви го дам нашиот придружник кој специјално си дојде од Австрија за да учествува на нашиот конјанички марш, патот на Илинденците. Повелете. Браво. Добар ден. Прво честитки што ми се чини дека и минатата година бевте или прв пат доаѓате сега? Не, јас 3 години поред учествувам веќе. Лани да би свадба малку укратено, само Крушево. Ама чувството и кефот се многу големи, така да морав да појам лани барем Крушево. Така. 2 дена. Така, некоја порака вие да испратите? Како е чувството за другите кои за до година за да се приклучат што повеќе? И да се најдат што повеќе спонсори да помогнат. Така. Значи ги повикувам сите што сакат македонштината да ја шират или барем да ни поможат нашо тоа го правиме да да го прошириме што повеќе да помогнат, дали финансиски, парично или за конјаниците во храна или за коњите опрема, сите што можат, дали на битолската конјаница или на другите, нема врска, сите сме ние едно, одиме за една цел. Место, така. Да се поможи, а за младите луѓе што сакат да јават, како што рече Ѓоргија, тоа е чувство што треба да го доживееш, а не можеш да го опишеш. Се разбира патот, не е сепак лесен, треба и физички да се издржи. Температурите се големи, со коњите треба малце и
да се снаоѓа човек, ама ако кефот и чувството е голем, тогаш секоја препрека е буквално лесна. Така, и името, него слушнавме ваше? Александар, Александар. Александар. Александар, ви благодариме многу. Посекуваме среќа. Фала многу. Ви благодарам. Сакаме да кажеме уште нешто, дека и годинава имаме и представници од Кочани, од градот Кочани, каде што ни дојдоа да учествуваат на нашиот настан. Може ли некој од Доколку- Кочани да слушнеме? Да, може секако дека Здраво. Повелете. Дали си од Белскиот пат или на некое друго место? Не, од градот Кочанец. Од градот Кочани. Так. Усова чешма можеби? Не, Не, Центар. дело од центарот, така. Так, како се викате? Какво е чувството Или- да чувството е многу добро, поготово кога имаш војвода како Ѓорги. така? Така. Немам што да кажам друго. Добро, Се- доволно е. Прва година сум. Доволно. Се надеваме дека ќе Уживајте. продолжите по патеките Да. и другите години. Посекуваме среќа и издржливост. Нормално. Секој е добро. Секој е добро. Фала ви. Така. да не ја заборавиме и да ја поздравиме нашата Да, Конјаничка. дама во Конјаницата. Да, Така. презумија. Честитки. Здраво. Здраво. Повелете како се викате? Андреја, Андреја, какво е чувството да се биде дел од чувството е овој преубаво. Так. Што е тоа што ве натера, ето вие како понежниот пол, да здемете и да учествувате? Ми се чини да и во другите Конјаници има женскиот пол девојки кои што учествуваат во Уште овие една походи. мислам дека има, да. Да, па сакам коњи и желбата ми беше кога учествуваше брачет ми Александар во првата Конјаница и посакав и јас да учествувам. Одлично. Одлично. Одлично, Да се продолжите правите по друштво. патеките. Така. Имате ли некој од вашите предци кои што учествувале во војните од Илинденското востание? Да, Добро. Ова е во едно, четата ми Ѓорги едно Сибар. продолжување на нивниот аманет. Да, Така. Навистина ви честитаме. Честитки. фала. Секој е добро по патот. Уживајте. Доколку имате време, би можеле да го видиме и нашиот најмал конјаник кој учествува на конјичкиот марш. Ајде да видиме. Здраво. Здраво, како си? Браво. Како се викаш? Добар. Владко, Владко, Владко. каде си Владко? од Крушево, Од Крушево. Колку години имаш? 12. 12. Браво. И се одлучи, нели е тешко да патуваш Да по јаваш овие жешки конј. денови, да јаваш конј? Малко. Малку е Ке тешко. издржиш. Така. Јунаците на маката се познаваат. Малку мака, ама ке издржиш. Есте далеко. Ке стигнете Јунак уште е малку. тој, јунак. Јунак, голем. Така е. Ај уште малку ќе го жениме пак. Нека порасне малку. Ами, со Господ напред. Ти Господ, така. 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 Секој е добро. Фала. Како му беше името? Ви благодариме за тоа што бевте со нас во овој момент. Господине година поред. Стојчевски, ви благодариме уште еднаш и за вашето учество во Македонски корени. Ви посакуваме среќа секако по патот каде што се движите, безбедно да го мините и убаво да си помините и на прославата секако. Ќе ни Да. биде Ви чест. ви благодариме, ви Другата година благодариме да многу. учествувате. Ево, Секако. поздрав и од мене, поздравете Ова е ги сите доказ други. дека ќе ни живее Македонија. И да ни е Поздравете вечна. ги. Поздравете ги Зато- сите други зато ги- Конјаници и зато ги Конјаници имаме- од наше име за- и од името на сите наши слушатели и гледачи. Зато ги имаме и најавтентичните блузи направени. Одлично. Ево тука ни е знамето кај нас во студио. Мора да се негува нашето Така е. Така. знаме. Живи и Така. здрави. Пријатно Секој е и добро. Благодариме. Бог нека биде со вас и со сите. Фала ви многу, фала ви многу. Пријатно. Секој е добро. Чао, чао. Чао, чао. Здрав.